Во вечерашниот магазин, актуелното издание на фестивалот на нов германски филм. Преглед на неколку нови документарни остварувања, како и на неколку целовечерни филмови на режисерите Паоло Сорентино, Джеймс Франко, Джија Копола, Били Боб Торнтон. Добро вечер и добре дојдовте во 457-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. По случувањата на Венецискиот филмски фестивал и по случувањата на фестивалот Браќа Манаки во Битола минатиот месец, како и по интервјуата со Изабел Ипер и Игор Иванов Изи, вечерва правиме преглед на актуелните филмови во светските кинохрамови. Но пред тоа, правиме влез во емисијата со она што деновиве е актуелно кај нас, а тоа е фестивалот на новиот германски филм, кој започна во четвртокот во киното Милениум, а ќе финишира в среда во киното Фросина. Инаку фестивалот паралелно се одржува и во 8 други градови, со што новите германски филмови може да ги види поголемиот дел од македонската филмска публика. Стартуваме токму со овие содржини. Добре дојдовте во Филмополис 457. Фестивалот на новиот германски филм од неговото прво издание во 2005-та се разви во интересен настан кој станува се попосетен и попопуларен меѓу домашните филмофили, од едноставна причина што тој прави преглед на актуелната германска кинематографија во која ретко имаме увид, барем на големото платно. Годинава покрај Скопје во филмовите може да ужива и публиката во Тетово, Битола, Прилеп, Штип, Кавадарци, Струмица, Велес и Куманово, со што, како што велат од амбасадата на Сојузна република Германија, се дава несебичен придонес кон повторното заживување на кинокултурата во земјава. Es gibt ja unzählig viele Tricks, um Frauen rumzukriegen. Wie fühlt man sich, wenn man die schönste Frau im Raum ist? Kann ich heute bei dir schlafen? Mein Bett ist kaputt. Ich muss ein Lichtschalter sein. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, machst du mich an. Warte halt ein Auge, 2 Daumen und fick wie ein Weltmeister. Годинашниот фестивал на новиот германски филм го отвори целовечерното остварување Претежно ведро на режисерот Марко Петри. Се работи за драма-комедија во која низ прекрасен хумор се раскажува за човековите чувства кои секој во публиката може да ги препознае кај себе. Главните роли во филмот ги толкуваат Макс Римелт, Елиас Мубарек, Ана Фишер и Джесика Шварц. Himalaya. Mit hohen Bergen, ein paar Mönche leben da. Die leben in Frieden und nie hat seine Eile. Jede Blume, jeder Stein und jedes Tier ist ihnen heilig. Mit der Kraft ihres Geistes, keine Zauberei. Erschaffen sie Yoko. 1, 2, 3. Ein Wesen, das Tiere und Menschen bewacht. Doch dummerweise wurde aus Tibet nach Deutschland gebracht. Und der Sommer in Deutschland... Интересно, за време на викендот во рамките на фестивалот се прикажаа и 2 филма за најмладите. 5 мина пријатели на режисерот Мајк Мазурк и анимираниот Јоко на режисерката Франциска Бух. Секако термините беа утрински во 11 часот, а локацијата Кино Фросина во МКЦ, каде по отворањето во Милениум се префрли остатокот од фестивалската програма. Haben Sie sich noch nie selbst gefragt, warum die Dinge so sind, wie sie sind? Ja, hallo? Also wenn Sie jetzt nichts sagen, lege ich auf. Ruf mich einfach nicht mehr an. Gut. Merkwürdig, dass heutzutage so viele Menschen verwählen. Vielleicht hat er sie gar nicht verwählt. Vielleicht sitzt da irgendwo ein Angestellter in einer Mobilfunkfirma und verteilt Nummern doppelt. Sowieso nie gebraucht. Funktioniert einwandfrei. Aber diese Nummer muss auch jemand anderem... Stell dir mal vor, was das werden kann. Ein Roman ohne Hauptfigur. Она што го издвојуваме во следните фестивалски денови се утрешните врзани проекции на филмовите Слава и Викенд, со почеток од 19 и 21 часот. Се работи за екранизации на популарните романи на германските писатели Даниел Келман и Берхард Шлинг, кои кај нас на македонски јазик ги издаде издавачката куќа Или. Jens. Hallo Schwester. Herzlich willkommen. Ich habe ein paar Leute eingeladen, um dich zu begrüßen. Wen? Das ist ja irre. Hallo Jens. Ulrich Lansky, bin der Mann von Inga. Hallo. Henna. Ich habe ein Geschenk für Ich dich. gefragt, was damit ist. So kleine Teenies tragen das im Berghain und sind der hingucken. Du hast es geschafft, Mann. Du bist Pop. Ist ganz banal, ihr wart Killer.
Das ist Doro, die Tochter. Erst Gregor hat mir von dir erzählt. Er hat gesagt, dass du bei der RAF warst. Habt ihr daran wirklich geglaubt? An Revolution und so? Ja. Aber ihr habt Menschen umgebracht. Ich hatte ein Bild von dir bei mir in der Zelle hängen. Warum wolltest du mich nicht sehen? Er ist extra aus Berlin gekommen. Ich werde jetzt wieder aussteigen. Jetzt hat er Angst, der Herr Kessler. Gregor. Kannst du dich erinnern, wie ich mal mit Inga im Knast war? Nach 10 Minuten bist du aufgestanden, bist gegangen und hast gesagt, ich kann das nicht. Das ist alles, was ich von dir gehört habe. Ich wüsste gerne, ob du was vermisst. Inga und er waren zusammen im Wald. Haben sie sich geküsst. Ab zum Rapport, Mutter. Das ist einfach passiert. Was heißt, du weißt das nicht? Ich weiß es nicht! Reden wir über Verrat. Also, wer war's? Wer hat damals die Bullen gerufen? Endlich auf mit dieser paranoiden Scheiße. Ich will, dass du dich entschuldigst. Eins ist weg. И за крај, фестивалот на новиот германски филм финишира со двојна програма во среда, и тоа со 2 актуелни документарни филмови. Капетанот и неговиот пират на двоецот Штефани Брокхаус и Анди Волф и Мојот пат до Олимпијадата на Нико фон Глазов, со чиј трейлер и го заокружуваме овој прилог. Ja, weil man an seine Grenzen geht und das ist tierisch anstrengend für den Kopf vor allem. Oh, you lost, Ada. Oh, you lost, you know? Have to think forward. Do you remember your first kiss? Yes. Can you tell me about it? No. What about guns? You like guns? Have you shot a gun before? Oh, you really make me feel disabled. God knows Rwanda. God knows the German man. Miss Perfect mit einem Bein. Ich bin nicht Miss Perfect. It's not just participating or all the other stuff we're saying. No. Now it's success. Win or lose? So are you ready to enter the oldest Olympic stadium? I'm so happy that there are not a lot of naked men running around here. Ревијата на германски филмови завршува со документарци, а токму со овој жанр го продолжуваме магазинот. Имено, прво следниот блок е актуелниот докуфилм Актот на убивање на режисерот Джошуа Опенхајмер, кој отворено зборува за индонезискиот масакр во 60-тите години на минатиот век, кога беа убиени над половина милион луѓе. По прикажувањето на филмот во Индонезија, авторот се плаши повторно да влезе во оваа азиска земја. По овој филм ви го представуваме и новиот проект на култниот полски режисер Анджеј Вајда, кој реши да му ја врати славата на полскиот херој Лех Валенса. На крајот од овој блок, минути за новиот проект на израелскиот режисер Амос Гитај, насловен Ана Арабија. Да видиме. Во новиот актуелен документарец во светските кинохрамови насловен Актот на убивање, поранешни членови на индонезиските тимови на смртта сведочат за масакрот врз нивните сограѓани во 60-тите години на минатиот век. Потресните сведоштва никого нема да остават равнодушен, бидејќи се работи за приказната за опонентите на Сухарто, кои во 1965-та, една година подосна, убиле околу половина милион луѓе во турбулентната Индонезија.
Режисер на актот на убивање е Джошуа Опенхаймер. Тој за потребите на филмот прави реминисценции на сцените како биле убивани луѓето, што не е воопшто пријатно за оние со слаби стомаци. Токму ваквиот пристап, Опенхаймер смета дека на публиката може да ја приближи окрутноста на настаните од 60-тите години на минатиот век во Индонезија, со надеж дека истите никаде нема да се повторат на земјината топка. For me, the issue was when I came across this was not about providing a historical primer or adult education about a genocide that in fact nobody cares about, but rather, more importantly, here I was in this place where the perpetrators were still in power, and I saw this as a way of understanding what's the stories that we tell to justify our actions, how we create our reality through storytelling, how we're all much closer to perpetrators than we like to think. Beginilah caranya supaya jangan darah itu terlalu banyak. Многумина од семејството на режисерот Опенхаймер се жртви на Холокаустот, па кога тој читал за настаните во Индонезија, сватил дека и 20 години по Втората светска војна, нацизмот и неговите методи се уште били и тоа како живи, што било доволна провокација да се нафати да го сними овој пеколен документарен филм. Инаку, пред светската кинопремиера, Опенхаймер филмот го прикажал пред индонезиските власти, но и во присуство на медиумите, надевајќи се дека по 47 години од морничавите настани, табуто ќе биде надминато и за него отворено ќе се зборува. Но тој сега се плаши повторно да се врати во Индонезија за да не биде ставен зад решетки. The government has remained silent about the film. People screening the film publicly regularly receive threats, and I can't go to Indonesia safely. I could probably get into Indonesia, but I don't think I'd get out again. Definisi kejahatan perang itu buatan orang yang menang. Saya pemenang. Tolong, Bapak. Tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem mieszać. Władza ludowa strzelała do ludu swego! Jak nie wrócę, to sprzedaż. Czapki z głów i wam do roboty, robole! Zakładamy strajk okupacyjny! Mogę siebie narazić, ale nie ludzi. Лидерот на Солидарност, Лех Валенса, веќе не е култна фигура во очите на обичниот пољак. Токму затоа, оскаровецот Анџеј Вајда се нафати да направи реминисценција на случувањата од минатото, со цел повторно да го воскресне духот на неговиот долгогодишен пријател Лех Валенса како несомнен полски херој. Токму затоа, Вајда за неговиот нов филм насловен Валенса, човек на надеж, вели дека е најтешкиот проект во неговата богата кариера. Pomyślałem, że nie może tak być, że rozpowszechnia się coraz bardziej fałszywe wiadomości, jakby fałszywy obraz Lecha. Jako tego, który spowodował kłopoty, klęski, to nikt nie pamięta o tym, że to on właśnie przyniósł nam wolność. I pomyślałem sobie, jestem już starym człowiekiem, jestem starym reżyserem, może to będzie ostatni film w moim życiu, ale nie chciałbym, żebym się rozstał z tym życiem i nie zrobił tego filmu. Tak sobie pomyślałem, że to jest mój obowiązek. Филмот на Вајда го прикажува Валенса како од регуларен работник во време на насилните протести за храна, прераснува во харизматичен лидер кој преговара со властите, за на крајот да прерасне во национален херој кој ја доби и Нобеловата награда за мир во 1983 година. Ja podjęłem się zrobić film o ludowym bohaterze, o polityku, który wyrósł z nizin, stał się tym, kim się stał, tylko i wyłącznie swoją wolą, swoją siłą, swoją, że tak powiem, energią, tym, kim својom интелигенцијom. Филмот Валенса, човек на надеж, својата премиера ја имаше на 70-тото издание на Венецискиот филмски фестивал. Тој е последниот дел од трилогијата на Анџеј Вајда на тема
како разочарувањето на работниците доведе до пад на комунистичкиот систем во Источна Европа. Idziemy, panie Wałęsa. Buntowaliście ludzi. Ja jestem za zgodą. Zaczęliście kontrrewolucję. 7 mesi fa nessuno conosceva il suo nome fuori dalla Polonia. Gadaj, z kim byłeś? Panie Wałęsa, pana już nie ma. Wszystko będzie dobrze. My, naród. We, the people. אומרים אהבה זה יותר חזק ממוות. זה מה שאומרים. שואלת את עצמך אם הסיפור שלה אמיתי, אה? היא גידלה אותו כמו יהודי. הוא גדל ונהיה חייל בצבא הישראלי. כל פעם שהלכה לנמל חשבתי שהיא תברח. אבל היא לא ברחה. נכון. אסור לתת את הלב למי שלא אוהבים. זה עושה לב שבור. חולה. נניח לרגע שכל הערבים עוזבים את הארץ. И на крајот од овој доку игран блог ви го представуваме новиот филм на почитуваниот израелски режисер Амос Гитаи, представен на Венецискиот филмски фестивал минатиот месец. Се работи за насловот Ана Арабија, во кој истоимената хероина ја толкува израелската актерка Јувал Шарф. Филмот на Гитаи ја раскажува приказната за израелската новинарка која во еден регуларен работен ден интервјуира и израелци и арапи, соочувајќи се со различни животни ситуации. Специфичноста на овој филм е таа што тој е снимен во реално време и во еден единствен кадар во трајање од 84 минути. איך הם הסתדרו? כולם רבים על האדמה הזאת, בשביל מה? בשביל מה? זה לא של אף אחד הרי. זה שלו. קראנו לה בקיצור. אנה רביע. По возбудливите филмови во претходниот блок продолжуваме со уште 4 актуелни остварувања од различна жанровска провиненција. Режисерот на прекрасниот филм "Ова мора да е местото", италијанецот Паоло Сорентино, има ново остварување насловено "Големата убавина", посветено на градот Рим. Внуката на Френсис Форд Копола, Джија, ја продолжува семејната традиција со своето деби остварување насловено "Пало Алто". Били Боб Торнтон пак по долги години повторно седнува во жешкото режисерско столче и ни го подарува филмот "Автомобилот" на Джейн Менсфилд, во која толкува и главната роља. Во следниот блок ќе видиме уште еден актер во режисерскиот стол, овој пат Джеймс Франко, кој го сними филмот "Божјо дете". Одиме. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo... Главната филмска вест на Апенинскиот полуостров овие денови вели дека големиот Федерико Фелини можеби добива свој достоен наследник. Имено, новиот филм на италијанскиот режисер Паоло Сорентино, "Големата убавина", е снимен во вистински фелиниевски манир, со многу гротескни ликови и секако со голем љубовен флерт кон омилениот град Рим. Penso che Roma meritasse di essere celebrata nella sua bellezza, ecco. Alle volte uno la dimentica perché è talmente tanta e così che la si può toccare così facilmente che sembra che non lo sia, ma invece forse valeva la pena ricordarsi che era giusto celebrare la bellezza di quella città. Ecco. Во филмот Сорентино го следи ликот на Джеб Гамбарделја, писател кој како млад има доживеано голем успех, но сега на 65 годишна возраст чувствува како да пропуштил многу шанси во животот. Филмот изобилува со баханалии, екстравагантни вечерни забави и екскурзии низ прекрасни квартови, цркви и палати низ главниот град на Италија. Големата убавина на Сорентино најде на добар прием во Кан, каде ја доживеа својата светска премиера, а деновиве е актуелен низ европските кинохрамови, каде наидува на добар прием и кај публиката, особено кај домашната, онаа во Италија. È tutto
tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. I corrected your paper. You could have just corrected it. You didn't have to rewrite the whole thing. Recite the alphabet backwards from Z to A. F-U-C-K-U. What time is it? What are we gonna do? You're going down the tunnel of death. Are you depressed? You're young. You don't know why you do things. But there's always a reason. 27-годишната Джија Копола релативно рано добива шанса да го сними своето филмско деби, но тоа не зачудува доколку доаѓате од семејство со такво презиме, односно кога сте внука на големиот Френсис Форд Копола и прва братучетка на Софија. Како и да е, Пало Алто е незиниот наслов кој својата премиера ја доживеа во Венеција, а деновиве е актуелен и низ светските кинохрамови. I think you should play striker. I know it's a lot of pressure, but you look really good out there. Thanks. Младата Копола во Пало Алто се обидува да ја истражи ранливоста на тинејџерите, раскажувајќи историја за 4 момчиња и девојки од средното училиште Пало Алто во Калифорнија. Тие се обидуваат да најдат вистински пријатели со кои ќе делат многу работи, но поради специфичната возраст на која се наоѓаат, тоа не им оди баш толку лесно. Teddy, I feel like he is a different story where he has a loving mom and that is trying to be there for him, but he has a friend that is a bad influence, and it's important who your friends are at that age, and you're just so vulnerable at that age. It's very important who you surround yourself with. Филмот на Копола, според критичарите, верно ги доловува годините во кои тинејџерите во потрага по себе си честопати експериментираат со многу нешта со цел да бидат кул, иако таквите постапки неретко си имаат и своји последици. Главните роли во филмот ги толкуваат Ема Робертс, Вал Килмер, Крис Месина и Джеймс Франко. Why do you have to try so hard to seem crazy? He was of German and Irish bloods. His name was Lester Ballard, a child of God, much like yourself, perhaps. Освен во филмот на Джија Копола, Джеймс Франко овој период прилично присутен на екранот, и тоа не само како актер, туку и како режисер. Токму на Венецискиот фестивал тој го промовираше своето деби остварување на режисерскиот стол, филмот Божјо дете, снимен според истоимениот роман на култниот Кормак Мекарти. Во филмот на Франко, актерот Скот Хейс го игра серискиот убиец Лестер Балард, кој станува насилен откако ќе ги загуби родителите и земјата која ја поседуваат. Тој станува социјален аутсайдер кој понира во дното на душата, пошто мисли дека излегува прочистен и почнува да извршува убиства и некрофилија. Филмот содржи вознемирувачки сцени кои Франко се надева дека ќе предизвикаат полемика меѓу љубителите на филмската уметност. Yeah, look at here. There's Jim Colvin. Reckon why that son of a bitch shows up at every wreck there is. Grandpa, I gotta go. I'm serious. Well, goat in the woods are all around. I'm trying to figure this wreck out here. In life, there are crashes. It's long distance from England. Where? Били Боб Торнтон се врати во режисерскиот стол. 12 години откако го режираше Тато и тие, Торнтон го режираше ја толкува главната роља, а фигурира и како косценарист на филмот Автомобилот на Джейн Менсфилд. Bloody fool! Damn it, Neil! Joe, hand me one of those beers back there. It's just what you need. Y'all got another one? Во фокусот на филмот на Торнтон е едно семејство во мал град во Алабама 1969 година. Тој во диалогот меѓу ликовите вметнува многу остар диалог и слепстик хумор,
иако тие разговараат за сериозни животни теми. You know, I wanted to make a movie about how the different generations view war, how it affects them, how it manifests itself in families. And I made it in 1969 because the difference between World War I, World War II, and the Vietnam War, the generational views on it were very far apart. Били Боб Торнтон вели дека во филмот се игра себе си, бидејќи тој е дете на 60-тите. Во тие години тој бил хипик, исто како и ликот кој го толкува во собствениот филм. Покрај него во автомобилот на Джеймс Менсфилд уште играат и Кевин Бейкон, Роберт Дивал, Роберт Патрик и Рей Стивенсон. You spend a lot of your time figuring things out. These days, I think I spend more time accepting things. Not me. I spend all of my time figuring things out. I hated that man for 20 years. What changed? Well, I looked at him on that stretcher, and I just thought, that poor devil. And it was like I wasn't mad no more. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Онака како што го започнавме, така и ќе го заокружиме вечерашниот Филмополис 457, но не со актуелен германски филм, туку со реминисценција на едно култно германско остварување од 1998 година. Токму тогаш за прв пат на филмската сцена се појави режисерот Том Тиквер со деби филмот Ран Лола Ран или Трчај Лола Трчај, кој беше апсолутен хит на благајните ширум светот поради начинот на кој е снимен како еден вид целовечерен спот во кој Франка Потенте неуморно трча во текот на сите 90 минути, обидувајќи се да види што би било кога би било. Со една динамична сцена од овој филм ви посакуваме пријатна вечер. Поздрав до следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао. I wish I was a hunter in search of different food. I wish I was the animal which fits into that mood. I wish I was a person with unlimited breath. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. Zusammenkamen, war es wie eine Explosion und ich schwöre, ich spüre die Erschütterung immer noch. Ich weiß, du rennst und doch bist du erst nah und da, wenn du in meinen Armen liegst. Ich geh zu Boden, wenn du nicht mit mir fliegst. Oh Baby, bitte, bitte, lauf, lauf, gib nicht auf, ich hab dich vermisst. Es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist. Ich tu, was du verlangst, hab keine Angst, ich lass dich nicht allein, denn uns gehört die Welt. Wir können alles sein, doch jetzt bist du auf dich gestellt. I wish I was a writer who sees what's yet unseen. I wish I was a prayer, expressing what I mean. I wish I was a forest of trees that do not harm. I wish I was a clearing, no secrets left inside. Komm zu mir, zurück, ich bin wegen dir hier. Zum Glück bleibt uns noch Zeit, bis zur Ewigkeit. Ein Stück deines Daseins steckt in mir und ich halte es so fest. Doch die Erinnerung bringt mich um, weil es mich nicht loslässt. Bitte bleib bei mir, verzeih mir, lass es dich nicht zerstören. Wir kommen frei hier, wenn wir nur auf die Liebe schwören. Es gibt sonst nichts auf dieser Welt, was uns zusammenhält, außer dem, was du mir gibst, wenn du mich liebst. Und deshalb, Baby, lauf, lauf, bitte gib nicht auf. Ich hab dich vermisst, es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist. Ich tu, was du verlangst, hab keine Angst, ich lass dich nicht allein, denn uns gehört die Welt. Wir können alles sein, sind wir auf uns gestellt. Wir zwei beschreiben Stille, die jeden Krach umhüllt. Besitzen ein Bewusstsein, das jeden Raum erfüllt. Auch du wirst mich vermissen, wenn keiner bei dir ist. Denn ich will von dir wissen, wer du bist. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich.
Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr. I wish I was a hunter in search of different food. I wish I was the animal which fits into that mood. I wish I was a person with unlimited breath. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. I wish I was a forest of trees that never hide. I wish I was a clearing, no secrets left inside. I wish I was a stranger who wanders down the sky. I wish I was a starship, science flying by. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch